Хаварисани возило во Штип има на сите страни, особено во периферните населби. Најголем дел од собствениците од инспекцијата имаа добиено предупредување и опомени за нивно дислоцирање, но возилата и понатаму остануваат таму каде што се. Однос на хаварисаните возила, значи си има постапка. Постапка кога ќе констатираме дека е хаварисано возилото, се слика возилото и потоа значи се праќа писмо до секторот за внатрешни работи Штип. Повратно писмо добиваме дали возилото е во возна состојба, односно дали е регистрирано или не е регистрирано и до која дата е регистрацијата. Потоа значи доколку не е регистрирано возилото, се смета дека тоа возило е хаварисано возило. Која е следната фаза во постапката? И се лепи опомена во рок од 8 дена. После тие 8 дена значи се води постапка со записник и решение за отстранување. А кога возилото ќе се земи, доколку сопственикот сака да доја да си го подигне, значи мора да плати 3000 денари. Колкав број на хаварисани возила има во Штип и колку опомени и предупредувања се доставени? Овој месец дека имаме некаде околу 15 до 20 опомени, од кои што 15-20 опомени 80% се и постапиле, односно ги отстранат. Другите, значи, кои што не ги отстранат, се води постапка за нивно отстранување. Дополнително, отстранувањето е отежното и поради фактот што голем дел од собствениците на овие возила се починати или се во странство. Но граѓаните реагираат. Сликата е многу лоша. Хаварисаните возила треба да бидат таму дека треба да бидат. Дали ќе ги прават, реновират, што ќе прават, важно не треба да стоат. Да, сметат на другите коли, на луѓето, на се. Тоа е да ви кажам. И треба да се поведе некој рачун. Па грдо слика како не е. Све е грдо. Што не чини треба ван. Све. Да, како у западот што е. Треба да ма не пречат, не ми пречат. Кога дрва носиме, тога ми пречат.